Ова Ова е камин за дување, да, не е за парна. По-интересен дизајн. Да. Дува, да. Ова е со дување. Добро, денес во рамките на нашите предвидени редовни активности за посета на локалните компании во Охрид, дојавме тука во производствените погони на компанијата Екоспар, која што на некој начин представува и гордост на охридската локална економија, се со цел да се запознаеме со целите на нивното производство, со начинот на работа и пред се она што е наша заложба е со поддршката која што локалната самоуправа во Охрид може да ја даде на ова успешна компанија, се со цел да го подигнеме локалниот економски раст и од друга страна да обезбедиме можности за успешно работење на фирмата во иднина, која што и би го зголемувала производството, меѓутоа од друга страна и би обезбедувала нови работни места за локалното население. Тоа е една од нашите примарни заложби во делот на локалната економија, односно стратегијата за локален економски раст. И навистина од она што денес имавме можност да го видиме, представува еден вид задоволство да се види да се посети една успешна компанија како што е Екоспар, кој што се претежно извозно ориентирани, преку 95% од своето производство го извезуваат скоро во сите држави во Европа, што веројатно е реткост не само во охридската локална економија, туку и пошироко. Веројатно менаџерите на оваа компанија ќе ви објаснат за нивните производи кои што представуваат камини и котли на палети кои што се еколошки производи, односно ги задоволуваат сите еколошки стандарди со најмала емисија на штетни гасови во природата, кои што на некој начин ја заштитуваат околината од загадување, што исто така представува еден основен предуслов за препознавање на квалитетот на производите во оние земји каде што тие го извезуваат своето производство. И реков дека ние како локална самоуправа ќе бидеме силно посветени кон поддршка на ваквите компании, се со цел да обезбедиме и инфраструктурни погодности за нив и оние олеснителни други околности кои што законот ги дава и односно што представуваат ингеренција на локалната самоуправа. Ние сме спремни во секој момент да бидеме тука, да ги поддржиме овие компании и реков да овозможиме еден локален економски раст и креирање на нови работни места. Градоначалникот средбата, да. Од денешната средба што направивте, има ли интерес пред нивните партнери? Да, секако тоа беше една од целите на нашата посета. Значи, како што и сами знаете, Охрид во овој момент е силно посветен кон завршување на проектната документација за изградба на слободна индустријска зона во близина на градот Охрид, односно кај локалитетот Маускер, и во таа насока значи разговаравме со менаџерите на компанијата околу можностите што ние можеме да им ги дадеме нив, односно улеснувањата се со цел да инвестираат во изградба на нов производствен погон токму на таа локација, каде што и досега неколку охридски компании покажа интерес да инвестираат во градба на такви производствени капацитети. Можеме ли да очекуваме помогнат со нивните партнери, некои од нивните партнери да ги види тие услови кои ние ги нудиме, за да може да инвестираме? Па веројатно по-прецизно ќе се информирате за таквите нивни заложби од токму од самите менаџери. Меѓутоа, од она што ние во текот на разговорите со нив го имавме, информиран сум дека навистина тие со нивните напори со нивните комитенти се постојано во преговори околу можноста за доаѓање, односно за инвестирање во Охрид и околината, односно во оние зони кои што ние ги предвидуваме во иднина да се сместат некои капацитети, и тоа на некој начин представува една
добра кохезија помеѓу локалните компании и локалната власт во Охрид, меѓутоа секако и една поддршка на напорите на владата на Република Македонија за привлекување на странски инвестиции. Благодарна.